Некогаш доста перспективниот производител на камиони на алтернативен погон Никола ја заврши својата одисеја. Компанијата, која во еден момент вредеше повеќе од Форд, се распадна како кула од карти, бидејќи се испостави дека е изградена на лаги. Во тоа беа толку убедливи што постигнаа договор за соработка со Ивеко, а General Motors беше еден од незините акционери. Успеа да го донесат и искусниот Михаел Лохшелер во своите редови, кој требаше да ја спаси после обелоденувањето на обвиненијата против незиниот основач Тревор Милтон, дека ги лажел акционерите за напредокот на компанијата заради кои заработи 4 години затвор. Дефинитивното распаѓање беше неизбежно и кога сите пари и опции беа потрошени за да се обезбеди уредна постапка за незино затворање, се започна со распродажба на имотот. Ке има доста незадоволни, бидејќи може да бидат собрани и до 20 пати помалку средства отколку наталожените долгови.